Внимавај на времето е темата за која денес ќе размислуваме, почитувани. Замислете да на вашата сметка во банка секој ден некој непознат ви става $86,400 или евра. Тие пари ги добивате секој ден, но не можете да ги префрлите за следниот ден. Мора да ги потрошите истиот тој ден. Кога би прашале што би направиле со тие пари, секако вие би ги потрошиле. Може би првите, вторите, третите денови, но што би правиле со останатите денови? Секој од нас, почитуван, има една таква банка. Секој ден Бог на наша сметка ни става една таква сума, не на пари, туку на време. Таа банка се вика време. Секој утро, кога ќе ги отвориме очите, Бог на наша сметка ни става 86,400 секунди на време. Секој утро Бог ни дава нов период од 24 часа на време. Секако тие навечер се бришаат и не може се префрлат за следниот ден. Но наутро, следното утро, повторно Бог ќе ни даде 86,400 секунди. Ако мудро не ги искористиме, тие одат во неповрат, како што водата истекнува во реката и никош повеќе таа вода не се враќа назад. Времето е Божи дар и Бог го дава на секој човек, без разлика дали е богат, дали е сиромав, дали е млад или стар. Човекот може да заработи повеќе пари, но време никогаш не може да откупи. Времето не се откупува. Може да купиме стан, куќа, имот, нива, но времето не се купува, ниту се продава. Не можеме да го заштедиме. Парите може да се заштедат. Меѓутоа, времето не може да се заштеди. Ниту можеме да го позајмеме на некој друг. Ниту можеме да откупиме време од некој наш пријател. И затоа денеска ќе размислуваме токму за времето кој Господ ни го дава. Еве што запишал римскиот писател Хорације, кој живеел многу одамна. Вака запишал: среќен е човекот, среќен е сам, тој кој може да го повика сопственото денес. Тој што е сигурен во себе може да каже: утре е најлошото нешто, зашто морам да живеам денес. Животот е книга од 3 тома: минато, сегашност и иднина. Првото е напишано и исполнето, второто го пишува секој за себе ден по ден, а третото е далеко од видот, клучот го чува Бог. Ајде да видиме што Библијата, почитувани, зборува за времето. Ќе отвориме книгата до посланието во Ефесијаните на апостол Павле, во 5 глава, во 16 стих ги читаме почетни зборови за денеска. Еве што вели овде апостол Павле, 5 глава, 16 стих од посланието до Ефесијаните. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Друг превод вели: внимавајте на времето. Искористите го времето. Внимавајте на времето на најдобар начин. Секој миг од нашиот живот е дар од Бога и треба да го искористиме на вистински начин. Ние ова тромесече учевме за приставската служба. Бог нешто ни доверил и ние треба тоа да му го возвратиме или правилно да го употребиме. А мудриот Соломон во своите мудри изреки, односно во книгата Проповедникова, во 3 глава, сеќавате, тој зборува за времето. Вели: за се има свое време. И овде во 3 глава од книгата Проповедникова, од 1 до 8, еве да се подсетиме: за се има време, вели Соломон. Се има своја доба и секоја работа под небото свое време. Време за раѓање, време за умирање. Време за садење и време за корнење на посаденото. Време за убивање и време за лечење. Време за разурнување и време за градење. Време за плачење и време за смеење. Време за тажење и време за играње. Време за фрлање камења и време за собирање на камења. Време за прегрнување и време кога се остава прегрнувањето. Време за барање и време за губење. Време за пазење и време за отфрлање. Време за кинење и време за шиење. Време за молчење и време за зборување. Време за љубење и време за мразење. Време за војна и време за мир. Ете, Соломон дава еден пресек: за се има, вели, свое време. Браќи и сестри,
Бог на човекот му дал време од 24 часа. Секој од нас има исто количество на време. Никој од нас не може да каже, Боже, ово има привилегија, си му дал повеќе време. Туку секој од нас има свое исто количество на време. А што ќе направиме? Ние сме повереници. Бог нам ни го тоа време доверил. И затоа Соломон вели, се има свое време. Ние треба да бареме Божја мудрост во употреба или во користење на тоа време на најдобар начин. Да работиме нешто во невреме. Не може во зимно време да сееш пшеница во декември или во јануари. Не, веќе е доцна. Се си има свое време. И сега април, мај месец е време кога земјоделците ќе стават земе, ќе сеат и на есен може да очекуваат. А они кои ќе спијат во мај, не може се надеват на жетва таму некаде на есен. И затоа, кога треба да одиме во црква, не е време за спиење. Време за црква. Кога треба да одиме на работа, треба да одиме на работа. Кога треба да спиеме, треба да спиеме. Соломон вели, за се има свое време. Еве во книгата Порака до младите христијани, што запишал мудриот Божи пророк, да го трошиш времето свое в залуд и да се занимаваш со безпотребни мисли е голема грешка. Нека секој христијанин моли на Бога тој да го води во употреба на парите, внимавајте сега, парите, времето, силата и приликите. Порака до младите христијани. Цитат од книгата Порака до младите христијани. Многу се важни парите, времето, силата и приликите. Како ги користиме во нашиот живот? Навистина, ево уште една мисла вели, ние сме Христови сведоци и не смееме да дозволиме земните интереси толку да го закупираат нашето време и нашето внимание, да го занемариме она што Бог го бара од нас, да биде на прво место. Да, Божиот и човечиот непријател е толку силен, толку умен, што може да не забави, да многу време употребиме за безпотребни работи или безвредни работи, а оно што е вредно да го испуштиме. И затоа овде во ова книга, која е упатена претежно до младите христијани, но и за нас постарите вели, ние сме Христови сведоци и не смееме да дозволиме земните интереси толку да не закупират, да не имаме време за нашиот Спасител Господ Исус Христос. А додека Давид, еве како се молел кога е во прашање, вистинско користење на времето. Во псалмите Давидови, 90 псалом, 12 стих ги кажал следниве зборови. Да прочитаме псалом 90 стих 12. Значи 90 псалом стих 12. Вели научене да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Дали ние ги броиме нашите денови само кога одиме према староста? Знаете, кога бевме војска и војниците ги бројат деновите, имате еден мал тефтер, мал календар, секавате. И секој ден ги причкртуваа бројките. Понеделник, вторник, среда и бројат уште колку треба да излезат од војска. Меѓутоа, тоа беше во војска. Дали денеска ние, како мудриот Давид што вели, Господе, научине да ги броиме нашите дни. Зошто? За да придобиеме мудро срце. Според Мојсеј, кој е писател на овој псалом, значи број 90 го напишал Мојсеј. И тој овде зборува за должината на човечкиот живот. Овде спомнува дека вели нашите дни се до 70 години, ако сме малце покрепки до 80. Интересно, овде Мојсеј става една граница, една рамка на човечкиот живот, дека ние сме поминливи. 70-80 години. Тоа не е многу долг човечки живот, за разлика од неговите предходници, како што бил Матусал, како што биле и другите патриарси кои живееле стотици скоро 1000 години. Ако го земе во обзир нашиот просек на живење од 70 години, еве што и на што ние ќе го потрошиме нашето време. Дали некој сте прочитали некаде на што ние го трошиме нашиот живот, нашето време? Еве, јас ќе ве подсетам. 23 години и 4 месеци поминуваме во спиење. Ако живееме 70 години во просек, од тоа ќе поминеме во спиење скоро 24 години. 19 години и 8 месеци, ако сме вработени, ќе поминеме на работа.
skoro 20 godini поминуваме на работа. Понатаму, 10 години и 2 месеци ќе поминеме во рекреација. Гледате колку дупло помалце од работа или од спиење. 6 години и 10 месеци ќе поминеме во јадење и во пиење. Во просек на 70 години живот. 6 години ќе поминеме на пат, патувајќи од работа до дома или на некои други патувања. Некој пресметал дека 4 години ќе поминеме болни. Интересно. Во просек од 70 години на човечкиот живот поминува во просек, секако тоа не мора да значи за секој од нас, околу 4 години болни. 2 години поминуваме во обликување и во собликување, може би повеќе женскиот пол. Меѓутоа, како да е, ете некој пресметал дека околу 4 години поминувам, односно 2 години. 8 месеци поминуваме во читање на разни реклами. Може овој податок е сега стар, застарен, може би сега има повеќе реклами и уште повеќе време се поминува. 6 месеци во повикување луѓе на телефон кои не се дома. А сега со мобилизацијата уште повеќе. 6 месеци, оние кои живеат во големи градови, секако поминуваат, вели 6 месеци на зелено светло на семафор да поминат за време на тие 70 години човечки живот. И сега овде имаме други податоци, не се тоа. Еве, например, колку чоколадо некој ќе изледе. 159 кила чоколадо за време од 70 години, ако некој сака да јаде благо. Едноставно некој пресметал, значи тоа е некои бројки кои се многу интересни, има тука и многу други бројки, но сега тие не се важни. Важно е дека колку време почитувани губиме во нашиот живот од 70 години. Ако ги пресметете 20 години, 19 години, 10 години, па што ни останало за живот? Сега кога се зборува да се зголеми работниот век, стаж на работниците, и луѓе велат што останува од работа ќе одиме таму, ќе не носат. Значи, колку е векот краток. И затоа мора секој ден да внимаваме на времето кој Бог ни го дарува, почитувани, како го ние користиме. Еве, видовме како времето ни поминува. Но ако сме мудри во планирање на тоа време, времето ќе ни помине навистина од благослов и нема да почувствуваме. Секој ден ќе ни биде од благослов. Еве, колку е важно времето. Да разбереме важноста на времето од една година, прашајте го студентот кој изгубил годината. Колку му е важна една година. Или да разбереме важноста од еден месец, прашајте мајката која требало да роди дете пред време еден месец. Што значи еден месец? Ние велиме ништо на еден месец или на година. Или да разбереме вредноста на една седмица, прашајте го уредникот на некој дневен весник. Колку треба време да се посвети да се уреди еден весник, новини. Ги купуваме и ги фрламе во оган. А тој посветил денови, часови да се оформи еден весник. Или да разбереме важноста само за еден час. Прашајте некој кој е заљубен во некого и чека еден час, колку му е тоа долго. Или да разбереме важноста за една минута. Прашајте го човекот кој го испуштил возот. Само за една минута, вели, го испуштив. Што вреди? Една минута. Но си го испуштил автобусот. Замина. Или да разбереме важноста само на една секунда. Прашајте личноста која само што избегнала собрекаен удес или собрекајка. Вели, само за една минута, за една секунда фалеше да бидеме, да се случи лошо. Само една секунда. Или да разбереме важноста за една десетинка или стотинка. Прашајте го атлетичарот кој освоил олимписка златен медал. Само за неколку секунди бил прв или пред неговиот колега. Гледате, секоја секунда, секој дел од времето е важен, а ние понекогаш толку минути, толку денови, толку часови, така ги пропуштаме, а тие никогаш повеќе не се враќат. Сите ние имаме тоа чувство, почитуваме дека времето брзо минува. Може би некаде после 20, 25, 28, 30 времето како да стои, но кога одиме нагоре, кога годините си доаѓаат сами по себе, и навистина кога ќе се свртиме и велиме кога помина векот, кога помина
тоа време. Тоа време навистина поминува. Но дали ние управуваме со времето или тоа време управо со нас? Ние сме на потек. Верувам дека сите го знаете Псалом 23. Дали некој ќе се сети првата реченица? Господе, пастир мој. Еве, ќе ви прочитам сега современ стил на 23-тиот Псалом. Ќе ви прочитам како некој тоа го замислил во модерен стил, во наше време како треба да изгледа или како изгледа 23-тиот Псалом. Еве како гласи. Часовникот е мој диктатор, нема да се одморам никогаш. Ми дозволува да легнам само тогаш кога сум исцрпен. Ме води во длабока депресија и ја таложи мојата душа. Ме води во круг на јароста поради многоте активности. Дури тогаш кога трчам од една на друга работа, ја знам дека нема се да завршам. Но мојата желба е во мене. Роковите и состаноците ме влечаат напред. Тие барат од мене да го постигнам она што е надвор од моите можности. Секако заморот и недостигот на времето ќе ме прати преку сите денови на мојот живот, а јас ќе продолжам во синџирите на фрустрации за секогаш. Наистина, овој модерен стил на 23-тиот Псалом ја осликува нашата сегашност. Толку сме окупирани, толку сме врзани со настани, со тој синџир и велиме немам време. А времето е исто 24 часа како во времето на Ева и на Адам. А денеска не мора ние да отидеме во Неготино или во Демир Капи или во Прилеп на некого да му кажеме нешто, за да му пренесеме вест. Кога сите имаме комуникација на многу начини. Значи, денеска сме многу поблиски до еден до друг, но и подалеко сме на жалост. И велиме сите, немаме време. А времето е исто. Бог ни го подарува тоа време секојдневно, како што рековме на самиот почеток. Ние добиваме 86.400 секунди секој ден. Како ги користиме или ги злоупотребуваме, или ги трошиме на нешто безпотребно, ние го имаме клучот. Не смеме ние Бога да го обвинуваме. Како, еве прашање за нас денеска, да го искористиме времето на најдобар начин. Број 1. Направи граница помеѓу потребите и желбите. Граница потреба едно, а желби се друго. Покушај најпрви да ги задоволиш своите потреби. Потребите на семејството, а потоа твоите желби. Второ, направи класификација на своите активности. Итни, помалци итни. Допринеси за успех во твојот живот. Значи, мора да ги рангираме. Понекогаш ние почнуваме од тие што се непотребни работи. Тука ќе изгубиме многу повеќе време, а за оние најпотребните може немаме доволно време и велиме немаме време. Направи план што ќе работиш денес. Денес, ова седмица, овој месец, за 6 месеци, за година дена, ако ти е таква работата или бизнисот. Значи, имај план на кратки патеки, на средни патеки и на долги патеки. Направи листа на приоритети. Препознај ги најпрви важните работи кои се во твојот живот и покушај тие да ги сработиш. Не оставај она што треба денес да се сработи за утре, за задутре, зашто така се натрупуваат проблемите и на крајот ќе не углушат и велиме не можеме да се справиме со проблемите. Времето, навистина, браќи и сестри, брзо поминува, затоа понекогаш и не сме ниту свесни. Деновите поминуваат, вели Библијата, како сенка. Еве, сонцето си оди на запад, сенките се издолжуваат и после ќе исчезнат. Како што водата исчезнува во реката. Наскоро Исус во светилиштето горе на небото ќе ги каже овие зборови кои ги запишал апостол Јован во Откровение 21 глава 6 стих. Исус наскоро ќе каже готово е, се сврши. Еве го текстот, да го читаме заедно. Откровение 21:6. Вака вели текстот. И ме рече, се заврши. Готово е. Конец. Крај. Нема повеќе. Се заврши. Исус наскоро ќе ги каже овие зборови. Времето на милоста ќе почне да исчезнува. Односно, ќе исчезне еден ден и ќе заврши. И затоа сега е време, кога ние треба да извршиме
preokret vo našat hristijanski život. Pred nas ove simboli, kaj što uštednaške se podsjetime na Hristovata žrtva, uštednaške si pružime raka, uštednaške si gi natopime našte valkani noze, da Isus Hristos ne opere su Svetio Duh, da ne očisti i vreme koje ni go dava, da go iskoristime na pravilen, na vistinski način. Da li se sekavate za Valtasar, car od Vavilon, čovjek koji navistina slavel vodna svečanost, prigotovil golem banket, golema proslava, gi sobral tuka site poznati faci, bi rekao, vo njegovata država, site došle da mu odadat počit, vidjeki to je bil car, od njega zavisele mnogo životi i evo što se slučilo, samo jedna crtička da pročitam, od 5. glava, od knjigata na prorok Daniel, od 1. stih. Slušajte što pišuva. Car od Valtazar im priredi golema gozba na 1000 svoj golemci. 1000 luge došle da proslavat banket kaj carot. Ispijenecu vino. Valtazar naredi da se donesat zlatnite i srebrenite posadki, što njegovio tatko novodonosor gi beše ograbil od Jerusalimsko to svjetilište, pa od njih da pije carot, njegovite golemci, njegovite ženi i soložnici. I taka gi donesova zlatnite i srebrenite posadki, grabnati ili ukradeni od Božji od hram vo Jerusalim i počna da pijat od njih carot i njegovite golemci, njegovite ženi i soložnici, pija vino i gi slavja svojite bogovi od zlato, srebro, bronza i železo, od drvo i kamen. Evo ja slučkata za ovaj čovjek. Da istina, ne bil svesen samio car, deka ova gozba bila posljedna od njegovio život. Posljedna gozba. Počtovani, i nije kijeme naskoro posljedna gozba. Posljedna večera, posljedan pozdrav, ke slušamo posljedna propoved, posljedan pat ke dojdeme u crkva, posljedan film ke odgledame na televizija. Nekoj može biti ke ispuše posljedna cigara, nekoj ke otjede na posljedan pat na rabota, na pazar, posljedna zakletva, posljedna propoved, posljedna glava, posljedna nog. Sveko od nas toga očekuje jedan den. Ne znajme koja će prekine naš život, no zato danes je den na spasenje, veli Biblijata. Danes je den koga nije treba celosno da mu se predademe na Gospoda. Da ne kažeme utre to ako go napravam ili zadutre, zašto to nikoš nema da se sluči. Naš je samo današnji den. Kako go polzime, kako go koristime, veli Pavle, naš to vreme. Jedan profesor na svojte studenti sakal da im dade jedan primjer vidljiv, vizuelen, da im pokaže koliko je važno vreme to i kako go ti je planirat. Evo što napravil profesor od. Zastanal pred klasot, na masata stavil jedno bure, plastično bure i vo njego pošal da stava vakvi kamenja. Jedan po jedan go napolnil celo to bure s ovakvi golemi kamenja. I gi prašal studentite, dragi moji studenti, da li bure to je polno? Ti je rekli ne. Da, v pravu ste. I zel pesok, odnosno, kako se vika, to je krupniji od pesok. Su golemi šoder. I zel so jedna lopatka i pošal da go polni. I dosta navleglo vnatri, mi ga prazninite na kamenjata. I povtorno gi zaprašal studentite, dragi studenti, da li bure to je polno? Ne, rekle. Da, v pravu ste. I zel siten pesok i nekoliko kilogrami pesok vleglo vnatre v bureto. Potom gi prašal, da li bureto je polno? Pa rekle, se zavisi kako se gleda. Neko je bile za, neko je rekli ne. I na kraju zel voda. Nekoliko litri voda go napolnil bureto. I sada gi prašal, da li bureto je polno? Site rekle, da. Do vrvot bureto bilo polno. I potom gi pogledal studente im rekao, dragi moji studenti, da li znajete koja je porakata od ova ilustracija? Jedan od studenta je rekao, krenul raka i rekao, bez obzir, rekao student od koliko od vas denot bara da ispolnite obvrski, ako zapneš ušte malku, ke postigneš povek. Така той стекнал дојам од самата илустрација. Не рекол професорот. Пораката од ова илустрација е следнава.
Ако не ги ставиш големите камења најпрвим, после не можеш да ставиш големи камења. Дали е било право? Ако ставил првин песок, крупен, шодер, односно ситен и вода, дали камења можел да стави веќе? Не, бурето веќе било полно. И сега тој ги прашал, драги мои студенти, дали знаете што значат големите камења? Големите камења го представуваат она што ни е најмило во животот. Она што ни е најблиско до срцето. Дали е тоа време поминато со семејството, дали е тоа бизнисот, дали е некое хоби, секој има нешто што му е најмило. Дали е тоа твојата вера во Господа, дали е тоа воспитување на твоите деца, дали оно што го бараш да се остварат твоите соништа, или пак нешто друго. Оно што ти е најмило, направи го најпрвин во времето. А тоа се големите камења. А потоа оној шодерот, потоа ситниот песок и на крајот доаѓа водата. И затоа вечерва, почитувани, кога ние ќе одеме на спиење, да размислуваме кои беа моите големи камења во денот кој помина. Дали ги вреднував работите како што треба? Или почнувам од оној ситниот песок, да изгубам многу време, а ќе немам време за шодерот, за големите каменчиња или за оние поголемите. Нека Господ навистина ни помогне, браќа и сестри, да го планираме нашето време. И еве при крајот на ова размислување што пишува во книгава Христови параболи. Послушајте овде на 285-та страница. Времето како дар. Нашето време му припаѓа на Бога. Секој миг е негов. И наша најсвета обврска е да го искористиме на негова слава. Ниту за еден друг дар тој нема да бара толку точна сметка како за дарот на нашето време. Вредноста на времето не може да се пресмета. Секој миг Христос го сметал за драгоцен, па истото го бара и од нас. Животот е премногу краток, за да можеме да го проиграме. И ние имаме само кусов време на милост да се приготвиме за вечноста. Затоа немаме време за фрлање, немаме време за себични уживања, немаме време за да му попуштаме на гревот. Токму сега мораме да изградиме карактер за иднината, за вечниот живот. Токму сега мораме да се приготвиме за истражниот суд. Имаме ли ние време? Денес Бог ни дава 86.400 секунди. Како ќе ги употребиме? Како ќе ги искористиме? Ние сме на потек. Нека Господ ни помогне, браќа и сестри, да навистина вредно, мудро го користиме и саботниот ден кој Господ ни го дава. Секоја седмица Бог ни дава посебен подарок. Тоа е сабота. Како ќе го искористиме? Дома ќе седиме или нешто друго ќе работиме, подусловно кажано, или ќе дојдеме во храмот Господов, да ги свиткаме нашите колена пред Бога, да му кажеме фала за неговото водство, за здравието и снагата и за приликава што можеме да се радуваме во тај саботен ден, кога целото небо се радува, кога милиони луѓе на ова земе, како сонцето оди на запад, некој веќе ќе отпочна саботата, некој ја завршуваат од исток и така се оди во круг. Господ да ни помогне да внимаваме на времето, зашто како што читавме, ќе одговараме ден и за нашето време. Господ нека не благослови и нека ни помогне да тоа време биде на прослава, да не користиме време за беззначајни работи, за она што не ја храни нашата душа, туку она што ќе не оспособи да може заедно со Бога да се бориме против гревот, против сите зла кои сатаната ги поставува, знаејќи дека таму вели има малку време. Сатаната повеќе го цени времето од нас. Тој знае дека има уште малку време и ќе покуша се од своја страна да не мобилизира, односно да не забави, да не врзи во синџирот на тие задоволства и на тој начин да изгубиме вечноста. Нека му слава на големиот Бог за сето тоа. Амин.